Почитувана заменик министар, ова не знам колку пат, 3 години поред го поднесувам истиот амандман и 3 години поред, за жал, добивам исто образложение од страна на Министерството за финанси. Ова е, почитувани граѓани, 30 годишното искуство во изградбата и одржувањето на пречистителни станици за отпадни води, за жал, во 21 век во Република Македонија. Така да има уште многу да изодиме за да, како да речам, да ни се разбуди совеста, свеста, за целосно да ги заштитиме водотеците, езерата, вештачките акумулации, природата воопшто, секако животната средина, од штетното влијание пред се на човековите активности и од некадарноста на институциите кои што не си ја завршуваат работата која што треба да си ја завршат. Ветувавте, заменик министар, многу во оваа сфера, но за жал и во 2018 година со буџетот и сега во текот на 2019 година реализацијата во делот на водовод, канализации е нула. И за жал никако не можеме да најдеме заеднички јазик или пак само си ги префрлувате ингеренциите од едно на друго место. Не знам кога ќе се отпочне со реализација на ова и не знам дали воопшто не ве заинтригира она писмо кое што беше доставено од УНЕСКО во насока на заштита на Охридското езеро како природно богатство кое што може да го изгуби статусот доколку не се реализираат одредени активности. Во Струга, заради дотрајните пречистителни станици, целата вода директно се влева непрочистена во реката Црн Дрим и во Охридското езеро и можете да замислите колку погубно тоа влие врз туризмот во делот на ова нова подрачја, а верувам дека истото се случува и во Охрид. Реките и другите водни површини се загадуваат и на многу други начини, вклучувајќи ги со постојаното исфрлање на тони комунален отпад во нив, што би значило дека отпадните води од човековите населби не се единствен загадувач, но без да се реши проблемот со нив, не би се постигнала крајната цел, ниту пак со она што претходно разговаравме со чистење на каналите. Поглавието за животната средина е едно од најважните и најкомплексните и да не речам најскапите поглавја за пристапување кон Европската унија, но за жал ние не сме ни на самиот почеток, испод сме, ако се гледа во поглед на заштитата на животната средина. За одвојување на средства не сакам ни да говорам колку се крати од оваа ставка. Некако ми доаѓа како да се откажувате пополека од нашиот пристап кон Европската унија, освен како што кажа по претходната моја реплика, што европското знаменце се користи само за манипулација. Од едно целно поглавје најскапи се навистина областите за управување со отпадот и управување со водите, но во Македонија постои Национална стратегија за води 2011-2041 година, која што го регулира управувањето со водите и влијае врз институциите од областа на управувањето со водите. Еден дел од таа стратегија и прочистувањето на отпадните води, систем за прочистување на отпадни води, кој што е исклучително значаен за животната средина. И што имаме ние во Струга од оваа замисла во спроведувањето на овие законски регулативи? Навистина, за волја на вистината, имаме една депонија Планина, која што Рамис Мерко ја промовира како главна туристичка атракција, каде што можете да си дојдете, да си седнете и да си постелите таму кебе и да уживате во панорамата која што ви се нуди од ова депонија. Така барем во еден наврат градоначалникот Рамис Мерко побара тоа да се направи. И исто така имаме дотраен колектор кој што ни 50% не ја прочистува загадената вода и сето тоа се влива во Охридското езеро, во Црн Дрим и така натаму. Во Македонија немаат сите градови, за жал, и општини пречистителни станици за отпадни води. Првите пречистителни станици, конкретно за она во Враниште или во Охрид, Струга и така натаму,
изградена во периодот од 1985 до 1988 година и за жал е оставена така едноставно сама да се снајдува. Дали ќе се расипи, сама да си се поправа и така натаму, ама не се води баш никаква грижа околу незиното одржување. И сега вие кажувате дека ќе се издвојат овие средствата и ве молам да ми кажете. Ќе ве замолам. Кој е акциониот план во врска со реализацијата на овие издвоени средства кои што треба да бидат насочени нели кон изградба на колекторскиот систем за заштита на Охридското езеро од фекалии и така натаму. Ме интересира за да знам за буџетот во 2020 година да не се изложувам на вакви дополнителни, како да кажам, работи, бидејќи знам повторно ќе биде одбиен амандманот со вакви објаснување од ваша страна, кажете ми на како ќе се одвива фазата на изработка на колекторскиот систем и она што господинот Заев го ветуваше заедно со господинот министер за транспорт и врски во Струга, дека не знам колку проекти се влегуваат во завршница, 31 проект за водовод и канализација, пречистителни станици, во не знам кои општини и така натаму, ве молам ако може да ми кажете дали Струга некаде влегува во ова. Ви благодарам.